Започнуваме со нашата утринска тема и веќе најавивме дека зборуваме токму за модата, тема која што веројатно секој од нас не интересира. Различни поенти би сакале да извлечеме од денешниот разговор, имено и да најавиме нешто кое што не очекува, моден настан кој што е карактеристичен за нашата земја и настан кој што веќе се одржува долги години, ако зборуваме за 20-тото издание на Fashion Weekend, односно 30-тото издание, а 15 години постоење. Да. Мода меѓу другото ќе зборуваме за модата меѓу униформираноста и индивидуалноста, кој диктира всушност како се облекуваме во свет каде што трендовите можеби се менуваат со брзина на лайк или споделување. Модата станува повеќе од облека, таа знаеме е огледало на нашата култура, идентитет и бунт. Дали навистина денешната мода ја слави оригиналноста или пак не води кон глобализирана естетика каде сите личиме едни на други. Ќе разговараме со модни креаторки кои што можеби стојат на границата меѓу уметноста и комерцијалното, инспирацијата и репетитивноста, влијанието на иконите и моките на индивидуалниот израз, па од тука и прашањето каква е улогата на големите брендови, а каде се новите гласови во модата, дали модните манифестации се уште се на сцена за визија или можеби само маркетинг. Една дебата која што ќе отвори фиоката повеќе од фиоката на идентитетот, повеќе од онаа фиока на облека како велиме. Ми се допаѓа тоа. Да. Да, отвориме фиоката. Инаку, освен тоа што ќе говориме секако за најновото 30-то издание на, како што ќе каже Олгица, на времето таа го отвори помеѓу првите можеби нели дами ветерани во модната сцена кај нас на Skopje Fashion Weekend. Ќе споделиме може нивна призма со Анастасија и Олгица да како тие денеска гледаат кои материјали ги користат и се со цел некако да обезбедиме подобра иднина и за планетата Земја, бидејќи пред само 2 дена всушност имаше фрапантни податоци за нашиот конзумеризам и колку секој од нас индивидуално и колективно загадува преку модата и модната индустрија. Што би рекла и Олгица, секој пат купете си или набавете си барем едно убаво квалитетно парче од некој наш македонски моден дизајнер и ќе го имате цел живот во одмор како едно убаво срце и нешто што доаѓа од парче душа на моден дизајнер. Синоним на оригиналност и квалитет и нешто кое што веројатно секогаш ќе биде во мода. Наспроти на да, она што мас продукција. Да, нас ќе ни биде важно. Да им посакаме добре ден или нашите гостинки. Добро утро. Олгица Георгиева и Анастасија Атанасовска. Ова се две дами кои што ќе имате прилика да ги гледате барем нивните креации и да ве поздрават. Велите дека меѓу другото, ајде Олгица, дека неколку пати ве споменавме на почетокот, Анастасија сега првпат на Fashion Week. Меѓутоа имате велите 2 дена може да спиете веројатно трема заради излегувањето на новата колекција. Од што? Ајде да започнем јас како ветеран. Крши мраз. Да, крши мраз. Па најверојатно одговорноста пред своја публика е поголема и можеби дека од модно представување мала пауза направив и имам некоја таква позитивна трема која што се надевам на крај ќе донесе нешто интересно. Продуктивно. Да се надевам, така. Иако ти спомена дека ти била неопходна малку и твојата лична интроспективна промена да направиш пауза, па да се вратиш и во светот на костимографијата сега како моден дизајнер за Букурешт и Пепелашка која што го споменавме, веројатно ова ќе биде една долго очекувана колекција од нашата Олгица. Луѓето кои што ме познаваат, мои клиенти, бидејќи јас бев една од првите учесници на Skopje Fashion Week, знаат дека јас правев 2 пати годишно ревии, некако наеднаш после короната направив пауза. Во тој период ми почнаа проектите надвор и јас немам чувство дека сум престанала да работам, јас цело време работам. Паралелно работам и со клиенти, меѓутоа еве некако така се погоди да немам излагања од типот на модни ревии во изминативе неколку години и еве сега ова е некој вид враќање на модната сцена. Таа пауза што сум си ја направила, мислам дека е нешто најпаметно што сум можела да направам во тој период, затоа што ми ја врати креативноста на едно сосема поинакво ниво. Мојот начин на работа, можам да кажам слободно дека се промени и еве ќе се надоврзам на тоа што го прочитавте на почетокот како најава за тоа што ќе збориме. Таа индивидуалност се повеќе е присутна кај мене, затоа што сепак години се во прашање на работа, искуство, не сакам повеќе да правам компромиси, се прашувам многу пати дали е тоа нешто кое што јас би го носела. Ми помина можеби времето каде што нели имам работа позади себе која што збори веќе на некој начин, е некоја лична карта за мене и можеби не трчам толку многу по
јавно представување, туку напротив сега сум комплетно внесена во тој процес и мислам дека допрва ми следуваат, само сум жива и здрава, интересни години во мојата работа, затоа што точно тоа го правам, ставам акцент на таа индивидуалност. Именно ова што го споминаше некако се поврзува и со на какво дали парола или гесло што го има Скопје Fashion Weekend, дека модата не е само облека, туку е изразување, движење, јазик. Јазик преку кој што зборите и не мислам дека треба да биде масовна таа мода, туку напротив мислам дека сите треба да се свртиме кон таа индивидуално, затоа што на некој начин тоа е автентичноста која сите сами ја носиме и тоа е може би најбитната работа. Што би било ако сме сите исти? Би бил досаден и животот и светот. Од секој аспект. Иако се соочуваме во период каде што и униформираноста не застанува со оглед на, како велиме, она кое што се нуди и кое е достапно, а меѓу другото и кое што го диктираат социјалните мрежи или оние платформи кои што знаеме колку се влијателни, особено кај младите. Имаме доста прашања и на оваа тема, Олгица, она кое што го спомена возбудата или тремата пред Fashion Weekend оваа година веројатно докажува дека се уште таа ентузијазам, таа желба, амбиција и покрај толку години постоење, искуство и квалитет и докажаност, да речеме, сепак тоа го љубовта кон самата професија или кон модата го докажува тоа. Што се однесува до Анастасија, за прв пат и кај нас во утринска на Телма, но и за прв пат како што ни кажа во живо во интервју, така што веруваме дека добро се чувствуваш и ако направиме една паралела со Олгица која што неле повеќе години и постоење и реализирана од тој аспект, како вели веќе компромиси не се прават кога знаеме што сакаме, како кај тебе стојат овие работи во однос на креирањето, инспирацијата, па и учеството на Fashion Weekend? Ова е моје прво учество на модна ревија. Завршив Академија за моден дизајн. Неодамна го отворив моето модно ателје, каде ги прикажувам сите мои креации и начинот на кој се чувствувам преку нив. И можам да кажам дека и мојата трема е, се надевам, позитивна. Да. Бидејќи исто чувствувам нека одговорност, сакам да наметнам да се жените да почнат да избираат квалитет, да не ги следат модните трендови, бидејќи модата во денешно време на некој начин се представува како униформа, а јас сметам дека оригиналноста е оно што го носиме длабоко во себе. И секоја жена треба да раскаже приказна со оно што го носи, односно нешто што длабоко во себе го чувствува. И способноста да се биде креативен без ограничувања. Претпоставам дека и тоа е нешто на кое што ќе се потпира без граници. Ќе се потпира можеби твојот моден бренд периодот кој што следува. Да. Мојот моден бренд е токму оноа за кое што ќе збориме денес. Сакам да представам жена која не трча по модните трендови, туку таа ги поставува и не прави компромис со стилот, односно го носи секаде со себе. Сега, веројатно најочекуваното прашање, кога сме некако нели во пресрет и веќе го споминавме, а потоа ќе говориме секако и за други аспекти и теми, што ќе се очекува како модна линија на вашето излегување со проследено со една возбуда за она што да очекува, а се говори, доста годинава се поддржува Скопје Fashion Weekend, 30-то издание. Еве, конкретно јас, овој пат се одлучив за малку, можеби покомерцијална колекција, затоа што во наредниот период ќе ми следува некои активности и проекти кои што ми беа малку од подамно испланирани и така да се поклопува со таа идеја. Сепак си го задржав својот автентичен израз, ке има инспирацијата е една моја слика која што асоцира на оригами и од тука почна цела идеја и за чантата која што ја изработувам и колекцијата, така да можеби во малку посуптилна верзија низ колекцијата се провлекуваат елементи. И со бои ќе биде посуптилно или ќе има колоритност? Светли нијанси, пастелни бои, можеби така во последните излегувања ќе има некој малку нешто варијација на црно, меѓутоа генерално е светла колекција, летна. Ќе се забележат вака суптилно на самата колекција некои елементи кои што асоцираат на оригами, меѓутоа минимализмот е типичен за мене. Јас задржувам чиста линија и прилично практични, а на некој начин во исто време оригинални парчиња. Така да се надевам дека
луѓето кои што ќе бидат гости на самата реви, понатаму клиентите ќе бидат задоволни од тоа што ќе го видат и ќе има интерес за... Јас ќе се представам со колекцијата Veil и Reveal, која представува нешто што сите, ја представува двојноста што сите ја носиме во себе, а она е контрастот што сите желбата да бидеме видени, која се бори со потребата да задржиме нешто во себе. Па токму за тоа значи поларитет секако ќе влада. Да. Сакам колекцијата да биде динамична, односно со еден потек користам чипка која следи силуетата со додатоци кои во секој момент може да се отстранат и жената ја менува приказната со нејзиното расположение, односно како се чувствува така? Да, како се чувствува од мистериозна до мокина. Како мала метафора за самодовербата. Да, и веројатно како рековме, модата е јазик преку кој што креаторите говорат за сите оние кои што ја следат модата и при тоа се дел од ревиите, а треба да го разберат тој јазик и пораките кои што се пренесуваат преку тоа да се видат себе си можеби во тие модели, едноставно го изберат тоа кој што им одговара. Но кога зборуваме за оригиналноста и за вашата работа како модни креатори, креаторки, колку е тешко денес да се остане оригинален во светот на модата, бидејќи знаеме дека живееме во време каде што се е брзо достапно и се може да се копира. Така. Не е едноставно, во исто време сме отворени на милионски пазар, мислиме дека можностите се многу големи, меѓутоа во исто време е и потешко. Јас и претходно имам спомнувано во интервјуа, некако кога се појавија на сцена инфлуенсери кои почнаа да форсираат еден тип на облека, некако стана унифицирано. Таа автентичност, таа оригиналност се почесто гледаме дека е загубена и тоа масовно производство порано беа по 2 колекции годишно, па после почна измеѓу колекции, сега веќе на ова масовно производство веќе знаат на многу пократки периоди да вадат нови парчиња облека и многу често ми се случувало на улица да сретнам девојчиња од помлада генерација, буквално сите се облечени во исто. Исти фризури, исти ликови и некако тоа е сериозна информација за која што можеби сите треба да се размислиме. Да се губи колажот на диверзитетот дури по физиономијата кај ние дизајнерите имаме некоја одговорност да го менувате можеби. Меѓутоа тоа се на долги стази работа, можеби малку повеќе психолошки за некои работи. Секогаш мора да постои зошто. Тоа зошто мислам дека низ годините се изгуби. Заштото стана затоа што некој спроти мене го има истото, па и јас не морам да се помачам да видам кој сум јас, што сум, што е за мене најприкладно, што сакам да кажам. Тука се поврзуваме со јазикот и она што го носиме да го истражиме и ние собствено индивидуално нашето патување преку модата. Затоа што можеби сме ексцентрични, можеби сме поинтровертни, екстровертни, независно, а гардеробата некогаш го кажува тоа. Тоа е. И од тука можеби добро е да ве прашаме во соглед на секојдневната работа и вашето искуство со клиенти, или тука може да се види тоа колку од нив кога доаѓаат по одредена нивна желба, или тоа вие кое што го нудите, колку тие имаат конкретно барање, точно знаат што сакаат, нешто што го одликува нивниот стил, или пак оставаат на, да речеме, довербата која што имаат кон модниот креатор. Сега не знам, Анастасија ќе си каже за свое искуство, меѓутоа јас бидејќи сум малку подолго на оваа сцена, на почетокот кога бев во време кога како што и она сега допрва почнува, ми беше многу тешко затоа што човек кога ќе дојде кај дизајнер исто како да доаѓа кај доктор. Значи морате да стекнете доверба за тој човек од другата страна да ви верува. На почетокот ми беше потешко да го направам тој компромис, затоа и најчесто доаѓаа со конкретна идеја. Вие сакате да работите, знаете ако имате став дека или јас како што ќе ви кажам или не може тоа. Тука кај нас малку потешко. И така да остави многу често имав исто ситуација, пошто јас бев релативно млада кога ќе дојдеа луѓе со препорака,
вие сте Олгица, затоа што бев релативно млада, немаше очекувања за... Така да, сега веќе, после толку години искуство, веќе сосема поинаку. Да, нормално, нели, секој доаѓа со некаква желба, стил, веќе има луѓе кои што доаѓаат со изграден стил и сега можеш да го... Секогаш е тоа компромис кога работите со клиент. Друго е вака, друго е приватна нарачка со клиент, друго е ревија. На ревија можете да си раскажете приказна каква што сте си замислиле, меѓутоа кога веќе работите со клиент, мора да има договор. Меѓутоа сепак во многу често од ситуациите во последно време ми се случува како ќе ми кажеш ти верувам. Значи оставаат, има простор за, меѓутоа и за тоа треба време. Истрајност. И да го издржите, трпение, тој процес за да се дојде до тој момент. Како матичен лекар, баш добро е како метафора. Сега веќе еднаш, два пати, три пати, ако нели сте сериозен во својата работа, ако сте квалитетен, мислам дека без разлика каде и да сте, приказната ќе успее. Да, чинам дека предаде да спомни Анастасија и агилноста да се адаптираш, бидејќи ти фати една прилично модна еволуција во свет кога не постоја ниту инфлуенсери, ниту социјални медиуми, кога и маркетингот па не беше развиен како денес. Нели што велиме ние денес, доволно е некој кој што сака со предпримачки дух појде во маркетинг агенција, точно знае како само да се адресира до преку алгоритмот до многу луѓе и се продава веќе тоа така, што се вели таа мас продукција на модната сцена. Сега додека збориме ми дојде на реминисценција се враќаш. Да, и ми текна кога јас почнував првата моја ревија кога беше во тој период, еве нема да спомнувам, имаше еден магазин кој што беше многу актуелен. Значи јас тогаш се прашував како да дојдам, нели, до едиторијал и знам дека тогаш кога испратив материјал, уредничката прво се јави да праша дали јас заслужувам да на соодветно место. Според кредибилитетот. Дали јас заслужувам да бидам дел од медиумот, што во денешно време збориме за весник во тој период. И значи пошто добија одобрение и тоа ми беше првото интервју, се сеќавам, значи на 2 страни со првата ревија и тоа беше. И вистина се сеќаваме дека едва чекавме на тој начин да видиме нова колекција можеби од модните дизајнери. И дали денеска е лесно или тешко агилно да останеш на па добро што кажавте, значи во денешно време маркетингот е сосема поинаков, можете да си направите приказна и да си ја продадете сами. Без не ви треба ниту медиум, не ви треба уште поголем медиум е тоа што е. Меѓутоа, ете како што реков, милионски пазар, отворени можности, можеби е до нас како ќе ги искористиме и во кој правец. И најверојатно така. Да не го чувствуваме како закана, туку како можност. Како асистент можеби. Се перцепција како ќе погледнеме на работа. Да, и каков ќе ни биде пристапот кон тоа. Анастасија, во контекст на ова кое што го споминавме и тоа кое што го кажа Олгица со нејзиното долгогодишно искуство, па и останатите колеги кои што ете така подолго време постојат нова модна сцена, колку за тебе тоа е, да речеме, веројатно е доста добар совет, некој кога го каже и раскаже своето искуство и нешто што може да се примени или да се има на ум кога се работи оваа работа или како видиме најкомплексно, најпредизвикувачки работата со луѓе. Да, се надевам сега, јас неодамна отворив, само што почнав, се надевам и јас дека како Олгица еден ден со толку годишно искуство ќе зборуваме на темиве. Мојата мисија, како за почеток, барем една жена да направам да се чувствува посебно, мислам дека веќе сум почнала да ја исполнувам мојата мисија и долгогодишна желба. Имено. Олгица, што мислиш дека вистински те продаде на пазарот? Освен тоа што спомена, да, сензибилитетот и едноставноста, таа нели едноставна линија. Ама денес ако направиш рекапитулација, што вистински мислиш дека беше аха моментот кај... Многу интересно прашање на кое што никогаш не сум размислила, ама мислам дека е спој на неколку работи. Креативноста е тука, неспорно е тоа. Значи сум пораснала во фамилија каде што била присутна цел живот. Меѓутоа, можеби мојата истрајност, константност, константно паралелно со оваа работа ми на себе како човек, мојот развој на личноста, се тоа во една комбинација која што
ми оставила простор, ете тој мој сон да соберам храброст и да го реализирам, зашто низ животот имало многу предизвици и сум имала многу моменти кај што сум можела да се откажам. Бидејќи страданието е дел од животот. Да. И исто, нели, пред малку зборевме дека имало ситуации кога нити сум имала инспирација да правам колекција, нити сум се чувствувала во тој период убаво, меѓутоа сум останала доследна на тоа што требало да го работам. Јас работила, можеби била помалку добра од претходните, ама сепак константноста сум ја задржала. Да. Најверојатно е комплет, пакет, некој кој што повеќе аспекти кои што Секогаш кога зборуваме за модата, ние изостанува светската модна сцена, да ја споменеме. Знаеме многу добро познато за модните недели во Милано, Париз, во Њујорк, нешто кое што, да речеме, ја диктира модата во светот или глобалните трендови. Кога ќе ја земеме и нашата македонска модна сцена, што би кажале, освен Fashion Weekend како настан, кој што се случува и од ваков карактер или се однесува токму на модата, им дава простор и можност на модните креатори да го изразат тоа кое што го знаат и умеат. Докаде сме ние со просторот за модата кај нас во однос на така сценско изразување и колку тоа низ годините на Олгица и за тебе, не ви Анастасија вака како помлада и надежна модна креаторка може да каже, знае да мотивира, а истовремено ако постои недостаток на тоа да демотивира, односно да се намалува инспирацијата и креативноста која што особено знаеме дека е важна кај модните креатори. Вака сега, сцена мора да би требало да постои. Тоа низ годините останало се задржало како форма и еве и до ден денес сите светски дизајнери сепак нели презентација меѓу другото, паралелно со друг начин на презентација, останала модната ревија како таква. Fashion Weekendот конкретно кај нас, еве, како што спомнавме, 30-то јубилејно издание, успеало да се одржи како проект и мислам дека ни е на овој наш мал пазар потребен таков настан, каде што, еве, се појавуваат, јас многу се радувам, значи, и почитувам нови дизајнери и им посакувам стварно да успеат и да има простор каде што ќе ја покажат својата работа, барем од некаде да се започне како официјално, не знам како да кажам, можеби социјалните медиуми се одлични, меѓутоа кога постои куќа, институција под која што се ставени сите, некако мислам дека е како поофицијално. Така да мислам дека имам и повеќе од почит. Мојата историја е во овој настан, значи јас меѓу другото низ годините до, како што спомнав пред короната, бев дел од таа приказна, еве сега јубилејно повторно се враќам. И треба сите заедно да бидеме дел од тоа, на некаков начин да помогнеме во градењето на таа една мод. На времето сме имале многу прилики за таа индустрија да ја направиме уште поголема. За жал низ годините се изгубило сето тоа и се случило што се случило. Сега еве скромно се бориме да обстанеме, меѓутоа со идеја, план и можеби малку повеќе заедништво, затоа што мислам дека без тоа поголеми работи нема да можеме да направиме. Анастасија? Супер е ова што го кажа Олгица, си да се искористи како совет, јас како млада нова дизајнерка. Мислам дека што повеќе ние како дизајнери треба да соработуваме, бидејќи на нашава цена има многу простор што е неискористен и мислам дека треба да го дадеме максимумот, да се изразиме себе си. Само кратко ме интересира што мислите за светските модни недели, дали се уште има тежината и влијанието врз глобалната мода, така како некогаш, или и тоа се менува, бидејќи многу работи се менуваат? Промени има, еве на пример јас кога ќе се каже прво, еве модели да речеме. модели. Првата мисла ми е на моделите од времето, а сега ми е малку проблем да се сетам која манекенка беше Затоа што сте измешано. Тежината сигурно дека е намалена, меѓутоа еве тука е, присутно е, па сега и нормално е да има промена, можеби нешто поавтентично ќе излезе во иднина, не треба времето да стои. Јас секогаш сум кажувала дека историјата ја почитувам и како
во некое време кое што постоело и донело нешто од точка А до точка Б, и ако е добра поидовна точка да ја земеме и да продолжиме понатаму. И најверојатно е нормален процес. Имено, она што е непобитен факт, прости, Анастасија, сакав и како подпрашање меѓутоа одговори да него. Да, па мислам дека сите тие светски настани ја диктираат модата и кај нас, но наша задача е да се трудиме максимално да се искажеме себе преку нашите креации, да не ги следиме тие трендови што ги наметнуваат популарните и популарните метрополи. Да, дизајнери, модели, инфлуенсери, да кажеме. Така што мислам дека секој од нас треба од себе да тргне, а не од она што се случува на сите тие модни и популарни настани. Да тргнеме од себе. И вистина е она што непобеден факт на овој свет на гламур, на сјај, модата, како што кажаме, за жал во топ 5 индустрии кои што највеќе загадуваат. Додека се давиме насекаде во отпадоци, во ѓубре, често гледаме и стари облики кои што се фрлени во контейнери. Тоа е вистина неубава слика која што можеме да забележиме или покрај континентите низ градот. Предпоставувам, како што кажав, мал милион сега денес има документарци, серијали кои што прикажуваат за overconsuming или тоа голема конзумација на секој од нас колкото не можеме да го наситиме од се оно што модата го носи. Како денес вие индивидуално може придонесувате? Какви материјали користат Олгица и Анастасија и на каков начин можеби ќе придонесат за циркуларната економија која што е и присутна како тема на пазарот? Така, ова е тема која што е доста актуелна во последно време. Често пати сум размислувала на тоа, се приспитувам како свесен човек, пробувам колку што можам да бидам дел од тој процес и да придонесам. Не можам комплетно, морам да бидам искрена, меѓутоа, од друга страна, тоа е тема која што најверојатно за секое општество би требало да се земе поединечно. Постојат земји каде што и едукација, и начин на живот, и општество е сосема поинакво од нашето, и може би треба да се прилагоди во однос на општеството и најчесто треба да се прилагоди на местото каде што живееме. Меѓутоа, повторно се тргнува од нас самите. Може би е потребно малку повеќе едукација на дури и во сиромашни општества. Може би на времето нашите дедовци и баби на несвесно ниво биле многу повеќе свесни, затоа што ја споделувале облеката, рециклирале. Во денешно време тоа масовно производство на облека, точно е дека модата е еден од најголемите загадувачи, меѓутоа Ама и тоа дека секој месец сакаме да набавиме нешто ново во нашиот ормор. Да, постојано и тие трендови што се менуваат, што ги поставуваат масовниве индустрии. Би сакала да издвоам исто конкретно за ова акцентот да го ставиме на нашата работа. Во денешно време во Македонија дизајнерите не наплаќаат нешто многу повеќе од тоа масовно производство кое што сите го гледаме секојдневно. Може би инвестиција во едно дизајнерско парче нека биде основата, базата и масовно производство. Едно парче нека биде во исто време ќе го испочитуваме занаетот, традицијата, домашниот производ, талентот, уметноста, која што нели веќе тоа веќе друга тема да не навлегувам натаму, меѓутоа наместо да се купуваат светски дизајнери, зошто да не се поддржи македонската мода? Исто и тука. На многу нивоа можеме да бидеме корисни, меѓутоа, за жал во денешно време станавме следбеници и тоа што ќе ни се презентира понекогаш многу несвесно ниво го правиме, слепо веруваме. Значи треба да бидеме индивидуалци и да гледаме колку што можеме да бидеме попрактични и сепак можеби акцентот да се стави на квалитет, а не на мас продукцијата и квантитетот. Така да, доставам простор, Анастасија. Истото мислење го делиме. Мислам дека треба модната индустрија е најголем загадувач и Припоставника кога влегувате во лабораторија модна, точно знаете дека ова што ќе го правите како модно парче
придонесувате помалку да не биде тоа недам парче кој што ќе се реплицира и ќе се направи 40, ќе се направи едно уникатно, ама препоставам дека и тоа е можеби динамиката со која што работите. Сакам да го задржам идентитетот и во исто време, еве да речеме каде што има простор, рециклирачки материјали да употребувам. Сега нема секаде простор, јас не знам Анастасија како работи конкретно, јас работам приватни нарачки, најчесто се за прилики некои, свадби или слично. И во тој момент немаш многу простор за таков тип на материјали, сепак компромис. Еве затоа викам не можам комплетно да го испочитувам. Меѓутоа во друг дел може да се користат памук, свила, каде што има простор, нели да си дозволат клиентите. Тоа е тоа во принцип. Важно е да бидеме свесни секој од нас и секој во својот домен, толку колку што може да се влијае. Ви благодариме многу за вашето гостување и за тоа што на некој начин ни ги пренесовте и вашето, да речеме, моментално расположение или возбуденост пред Fashion Weekend, но истовремено и дел од вашата работа и она кое што е актуелно и секогаш било, а тоа е модата, како пратењето на светската мода, така и тоа како ние во Македонија знаеме да изградиме свој личен моден стил, да ги почитуваме модните креатори и точно да знаеме што сакаме, но и да примеме одредена сугестија или предлог од благодариме на поканата. Ми беше драго да споделиме искуство и да најавиме модни ревии кои што ќе раскажуваат приказ да нема да диктираат трендови постојано, туку напротив да уживаме секако со модните брендови на Анастасија Олгица. Ќе потсетам од 25 до 27 април новото 30-то поред јубилејно издание на Fashion Weekend во Скопје.